Во иднина докторите нема да имаат едно работно место и нема да припаѓаат на само една болница, туку ќе работат таму кај што треба, изјави министерот за здравство Азир Алиу, најавувајќи ја новата 10-годишна здравствена стратегија. И затоа тие профили кои што недостасуваат ќе бидат приоритет во иднината, и исто така тие профили кои што веќе ги имаме на поброј, а за жал тие се во една институција имаме на пример повеќе, во друга воопшто ги немаме или малце, ќе правиме редистрибуција на човечките капацитети. Што значи тоа? Дека ако институција А има 5 лекари од областа А, тие 5 таму не се потребни, туку се 3, од 20 од нив ќе треба да одат во институција Б, бидејќи има недостаток на тој профил. Ова може да биде и проблем, бидејќи прашањето е како докторите ќе се принудат да заминат на работа во друга болница. Ќе најдеме начин заедно со другите институции кои што ќе ни помагаат. Ако треба да се менува некој член од законот, ќе го менуваме, ако треба дополнително ќе ставиме нови индикатори кои што и ќе мерат работа на секој здравствен работник, но исто така и ќе видиме како ќе ги стимулираме. Во оваа фаза мора да најдеме таков тип на алатка, за да ги стимулираме тие да работат и во други градови, освен во Скопје, во клиничкиот центар. Алиу промени најави при доделувањето на специализациите според глобалните, а не потребите на една болница. Ова алатка ќе биде задолжителна алатка, која што според неа ќе мора ние и јас како министер да дадам согласност или да не давам во некоја здравствена институција кој тип на профил ќе ни треба, а таа ќе биде исто така поврзана со таа национална стратегија за 10 години. Веќе ќе имаме рамка и алатка која што и министерот ќе биде ограничен да даде позитивно мислење за нешто што не треба во здравството. Бидејќи сега во моментот, за жал, имаме недоволна организација на здравствените капацитети, има некои профили кои што ни се повеќе од колку што имаме потреба во државата, имаме профили во кои што недостасуваат. Во контекст на споменатата нова здравствена национална стратегија, Министерството денес конечно знае колку вработени има во државниот и јавен здравствен сектор и со какви ресурси располага. Според изнесеното, во државата има 3779 здравствени установи со 32.383 вработени.